Продолжуваме со разговор овде во студиото. Имам чест и задоволство да и посакам добар ден и добре дојден на господја Весела Честоева, директорка на Управата за заштита на културно наследство. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, ми представува чест и задоволство. Со оглед на тоа што емисијата ни е тематска, денес зборуваме за музеите, а вие доаѓате со нови информации, нешто што за Македонија како држава е многу важно. Имено изминативе неколку дена бевте по покана на УНЕСКО, присуствувавте на првиот форум кој што е посветен токму на овие институции и заштитата на културното наследство. Па на 16 мај делегација на Управата за заштита на културно наследство по покана на УНЕСКО, а во координација со Националната комисија на УНЕСКО на Република Македонија и во соработка со Министерството за култура и туризам, како дел од делегацијата присуствувавме на овој форум, кој што е прва сесија на овој форум и гласи за воено-цивилна соработка во делот на заштитата на културното наследство. Морам да истакнам дека овој форум првпат беше формиран оваа година и нас ни представува чест што како управа имавме можност да присуствуваме. Форумот е замислен и функционира во делот на унапредување на технологиите во тој дел, како до поефикасна заштита на културното наследство. Зборувам не само во мирновременски услови, него и во време на вооружани судири, во климатски промени, во непогодни појави. Значи, форум во кој што беа споделени мислења не само од наблюдувачите на самиот форум, него и од представниците кои што директно беа вклучени во самата сесија. Настанот се одржа на 16 мај, значи во седиштето на УНЕСКО во Париз, и можам да кажам дека како Управа за заштита навистина можевме да слушневме многу напредни работи во делот на технологијата, во делот на дигитализацијата, во делот на вештачката интелигенција, на добрите практики, како тоа функционира во светот. Тоа е еден начин ние како управа, значи за заштита на културно наследство, да можеме да бидеме во тек и да можеме нели да ги практицираме овие значајни алатки кои што ги практикуваат нели овие цивилно-воени мисии во УНЕСКО. Колку е тоа применливо во сегашниве наши услови, колку е тоа применливо кај нас? Со оглед на тоа што ние имаме и многу археолошки локалитети, не зборуваме за воени услови. Еве за временските непогоди, за климатските промени, како да ги заштитиме? Можеме ли тоа да го примениме овде во Македонија? Жал ми е што морам да констатирам дека многу малце е примената тука кај нас. Ке треба многу работа. Навистина изминатите години е вложено во тој дел, но сепак сметам дека времето односно ерата на дигитализацијата кај нас во Македонија сега доправа почнува да се случува. Јас би сакала да истакнам дека како Управа за заштита на културно наследство пред 2 месеци го промовиравме софтверот за водење на заштитната евиденција. Знаете, постои национален регистер за евиденција на сите заштитени добра во Република Македонија. Но тој национален регистер не беше во функција за пошироката јавност. Пред 2 месеци, значи, како Управа за заштита, во соработка нели со одредена компанија, успеавме да го ставиме во функција. Тоа софтверско решение и навистина многу ќе олестиме работата во тој дел. Знаете како, Управата за заштита на културно наследство во рамките на своите надлежности, многу голем дел од своите активности се поврзани токму со издавање на овие, дали станува збор за заштитно-конзерваторски услови, заштитно
проектно-конзерваторски основи, конзерваторски одобренија, барање на податоци преку урбанизам. Знаете, секој кој што ќе почне да работи, дали станува збор за проект или одреден урбанистички планови, тој мора да добие мислење од кај нас од управата дали во близина на тоа има некој археолошки локалитет. Ние сето тоа го правевме досега во хартија, но сега еве со почнувањето на тој процес на дигитализација успеавме преку урбанизам да се вклучиме, а сега работиме и преку националниот едношалтерски систем. Тоа е проект на Министерството за транспорт и врски, да можеме да бидеме поприсутни и побрзо да можат граѓаните да ја завршуваат својата секојдневна работа во делот на заштитата на културните добра. Бидејќи во еден период од вашата кариера бевте и директорка на Археолошкиот музеј, со оглед на тоа што денес зборуваме за музеите, еве вака, од ваша гледна точка, имаме ли ние навика, култура да ги посетуваме музеите? Можам да кажам дека како Република Македонија ние сме расадник на богато културно наследство и навистина имаме со што да се покажеме. Имаме прекрасни и голем број на археолошки локалитети, многу музеи и сметам дека 18 мај да не биде оној ден дека само само тогаш се зборува за музеите. Да отидеме и да посетиме некоја музејска институција. Археолошкиот музеј на Македонија, како што спомнавте, јас бев еден од основачите на овој музеј, беше замислен како музеј кој што ќе го концентрира целокупното национално богатство од цела држава, бидејќи сите туристи кои што идат во посета на Република Македонија се сконцентрирани во главниот град и беше замислен како проект да може да го понуди целокупното културно наследство пред очите на јавноста. И навистина функционираше едно 6-7 години добро. За жал, изминатите неколку години беше ставено малце во втор план. Се надевам сега дека ќе му се даде акцент и веќе почнува да работи. А тоа дека имаме што да понудиме на посетителите и како се сложувам со вас, бидејќи овој празник 18 мај кој што е замислен како меѓународен ден на музеите функционира уште од 1977 година, чинам дека беше, а Македонија како држава преку ИКОМ Македонија, националниот комитет, се вклучуваат во 93-94 година и од тогаш секоја година го организира. Оваа година е замислен како настан вклучување на заедниците за подобра иднина, да може да му се даде еден импакт и да може сето тоа повеќе да функционира. И јас би сакала да ја искористам оваа прилика на вистина да ги поканам сите љубители на богатото културно наследство да најдат време, да ги посетат музеите. Навистина има што да се види, а секако и да се запознаат, бидејќи културата е уствари идентитетот на една држава. Секако дека е така, но голем дел, па дури еве и во разговорот на колегата од Велес, со директорот на Велешкиот музеј, видовме дека се соочувате со недостиг на стручен кадар, со недостиг на луѓе кои што се вработени во овие институции. Верувам дека тоа што се случува во Велес, јас и во најавата реков 5 мина вработени на толку голем музеј, директорот потоа кажа не сме 5, 4 сме, што е уште полошо. Верувам дека тоа се случува и во други некои музеи, можеби и во Скопје и во другите градови низ Македонија. Навистина, ова кое што имавме можност да го видиме во прилогот ваш е пресликано во сите институции. Ни недостасуваат и конзерватори, и архитекти, и градежни инженери, и археолози, бидејќи знаете како овој екзодус што ја зафати државата со иселување, навистина голем број на млади замина. Колку што имам информација од образовниот систем, голем дел
веќе и не студираат на овие. Многу е мал бројот на запишани студенти. Еве конкретно зборувам за катедрата за археологија. Животот си го прави своето, се пензионираат постарите колеги. Ние мораме да вработуваме млади луѓе кои што ќе можат да се едуцираат за да може нели после тоа да ја продолжат работата. Може ли да се искористи еве периодов? Знаеме дека ни требаат млади, образовани, стручни луѓе. Факт е дека постојат отворени работни места на кои што тие луѓе утре веднаш би можеле да најдат вработување. Зошто не се потрудиме да ги натераме младите луѓе да студираат? Да, ние веќе имавме неколку разговори со министерката за образование госпоѓата Весна Јаневска да ги прошириме квотите токму за овие кадри, бидејќи голем дел од овие, да речеме, некако не дека не се привлечни, мислам, тоа е голема љубов вие да бидете конзерватор, да можете да работите на конзервација на икони, на цркви, на манастири. И веќе работиме во тој дел. Исто така би сакала да информирам дека Управата за заштита на културно наследство, замислете, 20 години нема донесено национална стратегија за заштита на културното наследство. Ние не сме знаеле кај тераме овие 20 години. 20 години од кога постои Управата нема национална стратегија. Во моментот Управата работи на тој документ и некаде во јуни месец ќе биде доставен до Собранието на Република Македонија, да можеме да ги зацртаме целите, да си го поставиме патот и да видиме кај е. Да знаеме зошто постоиме. Мислам дека тоа сега што го зборувавме е резултат на непостоењето на визија и непостоењето на пат каде ние всушност треба да се движиме во делот на заштитата на културното наследство. Тогаш зошто сме имали управа ако не сме знаеле? Еве, јас тоа пред да дојдам на оваа функција, на вистина ми беше чудно 20 години да нема еден таков стратешки документ кој што ќе ни ги даде насоките и правецот каде да можеме да тераме. Кога станува збор за културното наследство и за археолошките локалитети и за тоа огромно богатство, јас само ќе наведам дека според она што јас успев да го пронајдам како податок, дека евидентирано културно наследство има околу 4319 археолошки локалитети. Повеќе се. 980 цркви и манастири, 82 џамии и 8 амами, 218 објекти од рурална и 343 од урбана архитектура, 1024 споменици и спомен обележја, 7 кули, 4 саат кули, 4 безистени, 4 мостови и други објекти од недвижно културно наследство, како и регистрирано културно наследство 102 археолошки локалитети, 169 цркви и манастири, 372 објекти од староградска архитектура, 29 џамии, 7 тврдини, 12 градски целини, 4 чарши. Јасно е дека станува збор за еден огромен потенцијал кој што може да ни помогне во развој на културниот туризам. Секако. И со ребрендирањето на Министерството за култура, сега во Министерство за култура и туризам, тоа е главниот приоритет и главната дејност и главните надлежности кои што Министерството за култура и туризам во наредниот период треба да ги оправда. Ние како Управа за заштита на културно наследство функционираме како орган во состав на Министерството за култура, така да во тој дел и ние голем придонес ке дадеме, иако управата како управа го има оној делот на водењето на правната постапка, нели, во добивање на тие конзерваторски одобренија. Би сакала да споменам дека оваа бројка е поголема отколку што ја кажавте, бидејќи од 2019 година националниот регистар не е ажуриран, така да сега во постапка сме и на тоа, така да овие бројки се многу поголеми. Исто така сакам да споменам дека Управата за заштита на културно наследство се јавува и како инвеститор на два објекти. Тоа објектот Плаошник и објектот Скопско кале, на кои што интензивно работиме и кои што во најскоро временски период ќе бидат достапни на јавноста. Тоа значи дека ќе има уште места и доста работа за вас, се разбира, но и нови места на кои што ќе може не само туристите кои што доаѓаат во Македонија, туку и ние кои живееме овде, да одиме, да видиме
да знаеме всушност со што располага оваа наша земја. Еден значаен споменик како што е нели споменичната целина Кале, на вистина е жално да се констатира дека е во таква запуштена состојба, да не речам обрасната со бујна вегетација, секој ден на вистина доаѓаат по не знам колкав број на посетители кои што немаат што да видат, бидејќи двата музеи кои што беа отпочнати во 2008-2009 година и кои што се доведени до фаза пред завршување, во 2017 година се оставени на забот на времето, кои што не функционираат и кои што на посетителите кои што секојдневно се на Кале не можат да му дадат дополнителна содржина за да можат посетителите да го видат, а на вистина Кале представува бисер за Скопје, така да во наредниот период сме фокусирани на тоа и ќе го ставиме Кале во функција за да можеме нели да дадеме една додадена вредност за посетителите кои што секојдневно се во главниот град Скопје. Многу работа пред вас. Предизвик, она што како искуство го видовте и го донесовте од Париз, барем делот тоа да се имплементира кај нас. Јас можам само да ви посакам да имате успешна и плодна работа и секако сите ние да се потрудиме да го зачуваме ова што го имаме за генерациите кои што доаѓаат по нас. Културното богатство е белег на Република Македонија, ние треба да се гордееме и затоа сме тука да можеме да дадеме нели дополнително сето тоа да биде презентирано, популаризирано и на поглед на гледачите. Ви благодарам, господјо Честоева, што бевте денес гостин во нашата емисија.